Поради земјотрес се урна зграда во центарот на Прилеп, голем пожар и повеќе повредени, кои се спасуваа на разни начини. Ова беше третата вежба на спасителната служба Златоврв од Прилеп, која денеска се одржа во центарот на градот, во координација со територијалната противпожарна единица, дирекцијата за спасување и полицијата. Членовите на Златоврв уште еднаш потврдија дека заслужуваат да бидат финансирани од државата или општината, но за жал, засега тие функционираат само на волонтерска основа, без финансиска помош од никого. И се надеваме да влеземе во државниот систем на спасување, бидејќи е многу потребно и битно секако сите институции кои што се занимаваат со одделот за спасување да соработуваат, редовно да има обуки, редовно тренинзи, да сменуваме искуство за да изградиме еден европски, еден светски наш систем за спасување тука кај нас во Македонија. Запад овие служби функционираат под државните институции, под владата дури. Имаат своји материјално-технички средства со своји возила, за жал ние се уште ги користиме наши собствени возила, излегуваме на терен и користиме наша опрема. Досега имале повеќе акции во околината на Прилеп и Крушево каде спасиле човечки животи, но и покрај нивната професионалност, институциите засега ги оставаат сами на себе. Доаѓаат само да се фотографираат со нив. Излегуваме и во урбана и во рурална средина. Затоа и ги правиме овие спасителни вежби, за да покажеме нашата техника. Ние работиме СРТ техника, тоа е техники на единично јаже, каде што е универзална, се користи и за во згради, за во поплави, за во бунари, за пропасти, од мостови, буквално од сите објекти можеме да излеземе на терен и да дејствуваме. Од ТПП е Прилеп велат дека на градот му е многу потребна една ваква спасителна служба и поголема координација на сите институции кои работат на ова поле. Ваквата помош спремат пожарникарите од огромно значење се со цел заеднички да се настапи кон извршување на целта и постигнување на оние резултати кои што се потребни. После овие презентации сите очекуваат државата конечно да ја опреми службата според сите стандарди и да започне со нејзино финансирање.